Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница на часот по физика за 8 оделение. Наставна содржина: искористување и губење енергија. Цели на наставната содржина: ученикот, односно ученичката, да знае разни видови енергија и нејзино пренесување, да знае што е корисна енергија, а што е изгубена, да представува резултати со дијаграм, да прави едноставни пресметувања. Да се подсетиме. За телата што се способни да извршат работа, велиме дека имаат енергија. Например, енергија има чеканот, подигнат на одредена висина, растегнатата пружина, резервоарот на автомобилот полн со бензин, електричната струја и така натаму. Подигнатиот чекан може да забие колец во земјата, во тој случај врши работа. Растегнатата пружина може да помести тело, бензинот го покренува моторот на автомобилот, електричната струја го покренува моторот на првосмукалката. Всушност, енергијата ни покажува колкава работа може да изврши некое тело. Затоа велиме, енергија е способност на телото да врши работа. Енергијата се мери во единици наречени џули. Се користи и мерната единица килоџул. 1 килоџул е еднаков на 1000 џули. Постојат многу работи за кои ни се потребни машини за да ги оствариме. Например, патуваме со автомобил или автобус, а за поголеми растојанија користиме и авион. Автомобилот, автобусот или авионот треба да ги снабдиме со енергија. Тие добиваат енергија од горивото во нивните резервоари. На сликата гледате полнење гориво на бензинска станица. За да може автомобилот да се движи, потребна му е енергија. Таа енергија ја добива од горивото складирана во резервоарот. Секој ден од утро до вечер извршуваме активности. За да подигнеме предмет, да турнеме, да се качиме по скалите или да прошетаме, наоколу потребна ни е енергија која е складирана во нашето тело. Таа енергија ја добиваме од храната. Најголемиот дел од таа енергија нашето тело ја ослободува како топлина. За влечење на санката по нагорница потребна е енергија. Енергијата може да постои во повеќе форми, односно видови енергија. Во некој од нив таа се складира, а во некои се пренесува. Видови форми на енергија: хемиска енергија, еластична потенцијална енергија, електрична енергија, гравитацијска потенцијална енергија, топлинска енергија, кинетичка енергија, светлинска енергија, звучна енергија. Во некои од формите на енергијата се складира, а во некои се пренесува. Енергијата се складира во формата на хемиска енергија, еластична потенцијална енергија, гравитацијска потенцијална енергија и кинетичка енергија. Енергијата се пренесува во формата на електрична енергија, топлинска енергија, светлинска енергија и звучна енергија. Пренесувањето на енергијата може да биде на различни начини. При пренесувањето, енергијата преминува од еден вид во друг вид. Дали енергијата може да се уништи или не? Дали можеби дел од енергијата ни бега? Дали енергијата може да се уништи или не, ќе објасниме со следниот пример. Џепна светилка користи батерија како извор на енергија. Хемиската енергија складирана во батеријата прво преминува во електрична енергија, а потоа електричната енергија преминува во други видови енергија, односно електричната енергија преминува во светлинска енергија, во тој случај светилката свети, и топлинска енергија, во кој случај светилката се загрева. Џепни светилки. Од примерот заклучуваме дека колку енергија е складирана во батеријата, толку енергија светлинска и топлинска излегува од светилката, односно вкупната енергија е иста. Целата хемиска енергија од батеријата преминува во светлинска и топлинска енергија. Енергијата не исчезнува, односно не е можно да се уништи. Таа преминува од еден вид во друг вид. Тоа е општ закон во природата, познат како закон за зачувување на енергијата, кој гласи:
Енергијата може да се претвори од еден во друг вид енергија, но таа не може ниту да се создаде од ништо, ниту пак е можно да се уништи. Дали може би дел од енергијата ни бега, ќе објасниме со следниот пример. Кога ставаме помал сат наполнет со вода за да се загрее на поголема рингла, дел од енергијата ни бега во околината, а дел се користи за загревање на водата во садот. Делот од енергијата што бега во околината е изгубена енергија. Затоа треба да практикуваме да користиме сад со големина на дното колку што е голема ринглата на шпоретот, за да немаме загуба на енергија. Претворањето на енергијата може да се представи со диаграм. Пример 1. Диаграмот со помош на стрелки ја представува енергијата што ја троши еден маратонец за една секунда. Колку енергија троши маратонецот за една секунда? За една секунда маратонецот троши 200 џули енергија. Колку од таа енергија маратонецот троши за трчање? Од таа енергија маратонецот троши за трчање 20 џули. Колку од таа енергија се предава на околината како топлина? Од таа енергија во околината како топлина се предава 180 џули. Пример 2. Во телевизорот електричната енергија се претвора во звучна и светлинска. Енергијата која се користи за активности може да се пресмета. Пример. За да ја смести торбата на полицата во возот со тежина од 200 њутни, патникот ја подигнал на висина 1,8 метри. При тоа, дел од вложената енергија се претворил во топлина 100 џули. Колкава е вкупната енергија што ја потрошил патникот, ставајќи ја торбата на полицата? Во оваа задача дадени податоци се тежината на торбата 200 њутни, висината на која ја подигнал патникот торбата во возот 1,8 њутни и енергијата што се ослободила во вид на топлина 100 џули. Се бара вкупната потрошена енергија. Вкупната енергија е збир од потенцијалната енергија и топлинската енергија. Односно E е еднакво на EP плюс ET еднакво на G по H плюс ET еднакво на 200 њутни по 1,8 метри плюс 100 џули еднакво на 360 џули плюс 100 џули еднакво на 460 џули. Односно вкупната енергија представува збир од потенцијалната енергија и енергијата што е ослободена во вид на топлина. Што значи, вкупната енергија што ја потрошил патникот, ставајќи ја торбата на полицата, изнесува 460 џули. Домашна работа. Задача 1. Предмет со тежина 8 њутни паѓа на тлото од висина 2,5 метри. Колкава кинетичка енергија има телото при падот на тлото? Задача 2. Колку топлинска енергија се ослободила со изгорувањето на метеорот со маса М еднакво на 0,1 кг, кој што со брзина V 50 км во секунда влегува во земјината атмосфера. Задача 3. Од следнава слика и диаграм именувај го видот на енергијата пред и по претворањето. Драги ученици, ви благодарам за вниманието, довидување.